Почитувам председателя, почитувани членови на комисијата, почитувам представник на Министерство за финансии господин Филип Николовски. Пред нас ни е предлог закон за изменување и дополнување на закон за акцизите, затоа што е скратена постапка. Оваа дискусија ќе ја поделам во два дела, општа расправа малку за законот и ќе предложам на комисијата за европски прашања да донесеме еден комисиски амандман, ако тоа го дозволува, ако не ќе се јавиме дополнително. Имено, упорно се продолжува овде една пракса во Комисијата за европски прашања да се повикувате на разноразни директиви и тие директиви секогаш како крајна цел имаат едно, а тоа е зголемување на давачките, зголемување на цените на одредени производи, а при тоа, од друга страна, тоа го говоревме и за претходните закони, не правите буквално ништо, немате ниту една активна мерка за борба против сивата економија, за борбата против неформалната економија. Токму во таа насока го гледам и оваа измена и дополнување на законот на акцизите, каде што сте се повикале на директива од Советот 2011/64 од 21 јуни 2011, каде што со директивата на Советот е утврдено дека во земјите членки се применува акциза за тутунски производи и вкупната акциза изразена како процент во износ на килограм или на даден број на единици е најмалку еквивалентна на стапките на минималните износи утврдени, и тоа сега ќе се осврнам особено на членот 82 кој што се однесува на акциза на пури и цигарилоси. Најмалку еквивалентна на 5% од малопродажната цена со вклучени сите даноци. Така пишува во директивата која што наводно ја транспонирате, меѓутоа во процесот на транспонирање кај нас акцизната основица пури и цигарилоси е вредносно пресметана по парче и одреден процент од малопродажна цена и изнесува за пури по член 79 од овој закон 21,37 денари или 9% од малопродажна цена, а на цигарилоси изнесува 10 денари по парче или 9% од малопродажна цена. И ќе ве предупредам овде дека станува збор за износи и цени кои што се повисоки од акцизата која што е утврдена во Европската Унија, затоа што во Европската Унија, например, за цигарилоси изнесува 12 евра за 1000 парчиња или 7,1 денар. Меѓутоа, ова не е проблемот, ова е само воведот. Што се случува и со данокот за солидарност, и со данокот со кој што се зголеми ДДВ основицата за пресметка на храна, што се случува и со овој закон за акцизи? Се напаѓаат оние бизниси кои што легитимно работата без притоа владата да има паралелни инструменти за да се обиде, да се бори против сивата економија. Еве, заменик министер, само кога сте го подготвувале ова законско решение, дали сте ја зеле во предвид? Има една уредба за поблиски критериуми за спроведување на ослободување од плаќање увозни давачки и се однесува на членот 194 став 1 од Царинскиот законник, и со таа уредба поблиску се уредени кои стоки се ослободени од царински давачки. Знаете што ви пишува во уредбата? Во уредбата пишува дека од царински давачки се ослободени 100 цигарилоси и 50 пури. При тоа не е наведена вредност. И сега замислете едно возело кое што стига на граничен премин без никаков проблем со 4-5 патници може да и внесе 400 до 500 цигарилоси, може да и внесе 200-250 пури без никаква вредност на пурите. Ви укажувам дека во уредбата на владата нема вредност, иако во законот за изменување и дополнување на законот за акцизи како ад валорем е внесена и вредноста. Практично, што правите со овој закон? Со овој закон повторно се стимулира сивата економија, затоа што и минатиот комисија овде ви споменав и пак ќе ви ја повторам, вие сте економисти подобро од мене, ја знаете Лаферовата крива. Лаферовата крива кажува, таа тргнува, се качува експоненцијално, а потоа паѓа. Што кажува? На 0% даноци имате 0% наплата, затоа што данокот ви е 0%. Меѓутоа на 100% наплата данокот повторно ви е 0, затоа што никој не го плаќа данокот, затоа што е енормно висок. Ако имате вакви уредби со кои што дозволувате вие да ви се внесуваат пури цигарилоси, од друга страна
со зголемување на акцизите, повторно влегувате во тој тренд дека оние кои што се занимаваат со легитимни бизниси во оваа држава, тешко дека можат да функционират на сметка на сивата економија. Ова не е единствениот закон, ова е серија и пакет од вакви закони кои што ги предлагате во последно време без ниту една активна мерка за сузбивање или борба со сивата економија. Јас неколку пати ги наведов тие прашања. Како во Министерството за финансии правите најразлични пресметки како да дојдете до екстра пари без разлика и не водите сметка дали е тоа на ДДВ за храна, зголемување на ДДВ основица за основни прехранбени производи, дали е тоа некој вид на солидарен данок и така натаму. Еве сега се појавува во рамките на законот за акцизи се повикувате на директива која вели 5% да биде акцизата, вие додавате 9%. Од 9 до 5% имаме скоро двојно зголемување, а при тоа не правите ниту една активна мерка за сузбивање на сивата економија. Сето ова ми укажува дека владата на СДСМ и ДУИ позади секое решение, позади секоја законска измена имаат некој двоен сомнителен интерес. Да немаме случајно некои партнери на некој од овие вашите функционери на СДСМ и ДУИ кои што се занимава со отпочнување на ваков увоз, па треба да му се сузбие овие кои што се легална, би рекол, конкуренција. Затоа што ваквото постапување каде што настапувате во законот на акцизи, а го прескокате законот и уредбите за ослободување од плаќање увозни давачки се премногу сомнителни. А сега, кога сте веќе кај акцизите, кога сакате да ги регулирате акцизите, предлагам врз основа на член 149 во врска со член 154 став 2 од деловникот на Собранието на Комисијата за европски прашања да и предложам еден комисиски амандман, а тоа е по членот 25 да се додаде член 25а кој гласи: од денот на влегување на овој закон, одредбите од членот 92 ќе се применуваат на следниот начин. И тоа акцизата за бензини наместо 22 денари 11 денари, акцизата АД 15,5 денари ќе се замени со акцизата АД или акциза за дизел 7,5 денари и ќе се ослободи кај течниот природен газ акцизата за 100%. Одредбите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат до 30 јуни 2024 година. Со амандманот се предвидува намалување на висината на акцизата за 50% на бензин и дизел, а кај течниот природен газ за 100%. Горивото, и сами знаете, е еден од најголемите контрибутори во формирањето на цената на прехранбените производи. Погледнете ги изјавите на вашите колеги, ќе видите дека додека инфлацијата на храната во светот и во Европа изнесува 11%, инфлацијата во Македонија на прехранбени производи изнесува фрапантни 46%. И сами знаете дека два најголеми контрибутори на цената на прехранбени производи се цената на електричната енергија и цената на горивата. Чинењето на електричната енергија веќе ја зголеми својата цена за 8% од 1.7 со измените во законот за ДДВ за пресметка на данок на додадена вредност на електрична енергија, и тоа граѓаните веќе го забележуваат на своите сметки. А со намалување на акцизите на горивата ќе имаме директно влијание и директно намалување на инпутите на цената на прехранбени производи, кои што веднаш ќе го осетат граѓаните на нивниот стандард, затоа што во Македонија практично не се издржува да се живее со ваков стандард и со порастот на цените на прехранбените продукти, па и вкупниот пораст на инфлацијата. Само за јавноста, во 2022 сте собрале 200 милиони евра врз основа на овие акцизни давачки, со нивното намалување таа цена ќе се преполови на пола. 100 милиони евра заштедете ги од непродуктивните трошења на влада, заштедете ги од расходите, од тендерите, од јавните набавки кои што нетранспарентно ви поминуваат, а верувајте ми, со тие 100 милиони евра кои што ќе се откаже од нив практично државата,
ќе допринесат конечно во Македонија да се нормализираат цената на прехранбените производи, за кои што повторувам 46% 4 пати повисоко од европскиот просек на прехранбени производи. Уште еднаш ги охрабрувам пратениците од мнозинството, ајде колеги да гласаме за намалување 50% на акцизите.